Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 195. Данаска имамо интересантна разговорника у наша емисија. Жена која веќе подугачко време живи у Лесковац, у Србија, али е родена у село Клечовци у Куманово и ќе чуете многу интересантни ставки од нјојот живот, а наши вас гост е Станка, односно Спаска Младеновиќ. Спаски, здраво живо, како си? Добар ден, убаво. Како дома? Ја кажав најаво дека ти скоро 30 години живиш у Лесковац. Да, 30, точно 30. Али обичаено на почеток еви тебе ќе те прашам. Ти си родена 45 година у село Клечовци. Да. После војната одма ја ура у слободу. Кој месец си роден? Мај. После Значи, Сремски одма, фронт. После ослободување одма. Татко ми на Сремски фронт, јас се родила. Еве, неколку збора да кажемо и за твојега татка. Ти спомна дека Сремски фронт и било би добро да го отвориме емисија со овој слику, како да покажемо на луѓе дека твој татко се борие. Само ни 70 години од проба на Сремски фронт. 70 години од... Еве го слика. Тој е мој татко десно. А како се вика? Војко Манасиевски. Добро. Беше матичар негде до 53 годину у Клечовце. 54 годину дојде сме у Куманово. Прва куќа ни е била на Перо Чичо број 37 до тракторска станица. Сега е направена тој зграда. Ја прошлу година и предпрошлу кад пројду малце, тако е тужна сам кад погледам куде сам трчала боса, а преку пут нас су биле Никола адвокат на Лалета, тата, Лалета и фамилија. Да. Свите и Чедо, и Данче, и Радица, и свите ги знам и многу смо близко живеле, так многу смо комуницирале. Истото и многу битно е баба Цима Лула, чуена од Сеничарци, одма тој комшина. Иначе у Клечовци сам родена. Само овој те прашам, извини, па ќе го продолжи за Клечовци. А ти кажа куќа ви е била туја куде што е тој мало зградиче што е тули? Не, него зграда голема, А што тај голема туј ви е била куќа. Звонко Шетко, професорка Беба. Звонко Шетко, Професорка Беба у гимназиум и наша куќа е улепени, купи го од нас Чедо, Томе Крајот и седеја, Каршин и има. Лале седеја, Каршин. Лалије се туја ново така, куќата да. беше стара куќа. Не Добро. беше тај куќа. Значи ви сте туј седеле. Да, тоа е прва наша куќа. А у Клечовци сме имале своју куќу. А овој само што извини, овој професорке. А овој на татка ти другар како се вика на фронт? Не знам, тоа е. Некој од овие врањските села ише смо кој е трговиште негде туја, али забравила сум. Добро, продуи си за Клечовци, викаш? Клечовци е стара населба, меѓу најстари у наш крај овдека, некад се викала Чавушчон. Претежно население биле турци, прави турци. И сега има имиња на одредени ниви, подрачје, Нухин, Врбак, не знам, на овога, на онога. Имаше деца што иде у школа. Морам да кажам, тоа ме импресионираше и тогаш сега. Они некако живеа на повисок степен на култура на живење. Ама затоа што биле побогати, веројатно. Зашто секоја куќа у Клечовци турска имало у ќош, они го вика амамџик, избетонирано, цевка спуштена, они туј се бањав и водата иде надвор. Док ми сме се бањале у реку и у ваду. Клечовци е многу убаво место, многу убаво. Кажи ми, река, веројатно тоа е факт дека е била сви збори биле су реке чисти. Чисти. И вада Рибе и мало. И вада чисти. Што падне крушка горе, ми си го земемо доле у ваду и си го зедемо, па никој немаше болан. Нити сте го миле, нити... Ма овој- как? Да. Не може да украдеме од еднога дедо Ритона, он беше врањанац, а крушки имаше многу убава, па вие поголеми придев од другу страну на реку, куте што играли, што у Клечовци сте биле, па фрлив еден камен у крушка, оно попада, ми си ги чекамо доле куде нас у воду. Клечовци е место со две реке. Ја викам многу пута у Белград сум живела едно 4-5 години и викам, ја кад погледам Дунав и Саву, стварно фасцинантно, ама кад се сету Чинја и Крива, кад се стави 2 километра тамо скроз до брег, до пругу, е вода било све. Вода су били. Фактички ти си живеела у Клечовци само 7-8 години. До Родена си второ оделение заврши у Клечовци. Први учители, што ги памтам у Клечовци, што ми су многу драги, ми е бија Владимир Аврамовски, Ваце га викасва, жена му Марика,
To su roditelji na našu Tanju Antić, novinarku u Kumaru. Tanja Antić. Ja sam ga čuvala Tanju kad je bila bebe. I posle u jesenat već 54. za treto odelenije, ja dojde u Kumarovu i svi cela moja familija, zašto brat mi, tatko mi беше mnogo napredan, zašto brat mi već je peto odelenije ovde učeše i сега да не он по роднини, има сме тамо некои роднина, куде бејте млин, и татко ми реши, че си дојдемо сви. И ја појдов у трето оделение овдека, учител ни беше Никола Гаревски стар, много добар учител човек, мои школски другари од тоа време, деца. Само овој пацки мора да те прашам, пак ќе продолжиш, извини. Како е бе живот у село ти као дете, веројатно памтиш некои работи, веćinom сте биле надвор. Много интересантно. У Клечовце, пошто е то питомо село, питомо зашто има реке, зашто има убави предели. Не е имало многу куќе, нели? Па не, Клечовце увек имало и сек има чек, што ме радуе. Пред неколку години и доса сестри ме очичу, сакам ја така да отиду у Клечовце, до гробишто отидемо, и сек чидо вие да не црквото да го виду. И увек е било населено. Виду нове куќе, што ме радуе. Таму у Лукинско мало виду нови кровови, братучеди мои по Скопје со они сви се поврцка. Тамо си цело лето проведеш, земјата е многу плодна. Знаеш како викав за Шумадио? Вика да га насадиш наопако ќе никне, тоа ти е за Клечовце. Па и реката, Јачинце и до Везенца нагоре, све тоа е многу плодно. Ете го спомним овој прилику да не го забравиме твоја мајка кој се викала. Моја мајка се викала Олга, потекнуе од Белјаковце. Била е од Бидену фамилија, од домаќини, дедо ми Стевко, так су га викале Бан. Имала сам два уика и тетку, многу емотивно поврзани, и мислеле децата. Исто и фамилијата на татка ми су многу поврзани. Мисли, тај врска ми е многу некако јака и одржива. Ја не памту дека моје стринке и моја мајка или моје уине да не су збориле меѓу себе. А кад мајке збори, и деца живеат заедно и слажу се. Тоа е од моје искуство, 79 години, ако е трве добро живи и ако се почитуе, и деца ќе останат блиски. Тоа запамтите, млади сте, негујте го тој. Многу е битно. Што ти мајка не беше привела за едење, ви сте биле повише деца? Еве ништо, моја мајка... Тоа време мајка... било гравче, зелјанче... Ми сме биле 3 брат, и ја, 2 години разлика, сестра ми е помала од мене 8 години, од брата ми 10. Моја мајка била многу вешта у кујна. Моја мајка не е имала можности да се образуе, ама е била многу интелигентна и многу голем шмекер за друштво, да се нашали, да се насмее. Она е била многу педантна, сукала е многу убаве баклави. Правила многу убаве татли. У комшија кад славимо славу, она ќе чува и татлија и баклаве за комшија, тоа су Олгине баклаве и татлија, не су било чие. Прочуени. Месила е леб. Ја никад, еве, јас имам скоро 80 години, месу леб, месу убави работе право. Ама никад кора не ми е мека како мама се го месила. Ималаш ни некој марифет. И неизоставно и на свите генерации тие лепи маси црвен сол. Епа, лепи мас, тој сме сви јеле, а исто тако е многу често, пошто постои у град, у Клечовце, свака куќа има своји фурни. Тој леб е најубав. Мој братанац најстар, он тамо ќе иде, седне ќе иде куде дедо Милошот на Грајина леб. И кога ќе дојде од школу, многу пута нема руча. Како е леб за месец, ќе извади. Так те разплече малце с руки, како мекицу, како се овие тортилје модерни. Ќе ми испржи у талче, маха, целдан си сит. А кад сам била мала, ми сме биле сиромашни за сега. Само едну биволицу сме мале, тамо се чува сме биволицу. И јас сам го пасла биволицу, викаше се Вида. Па пошто не сме имале многу ливаде, зашто татко ми и још 3 брата има, било некад најголемо имање у Клечовце, од прадедо, ама кад се поделило тој прво на 2 дела, па после на 4, мале ливаде, и јас сам пасла биволи на еднога дедо Војслава, он имаше све ќерке одадени и ја ги нини биволи. Терам у нина ливаде да би и наша, моја Вида пасла се с ним. Али најубаво млеко е од биволицу. Од биволицу млеко. Имам туе некои детски доживувања. Ко било има све, ја ќе го јавам ко било.
Сва важна, знаеш како сам важна, јавам ко било, што? Ситна сам била. И да почнем у пролет да ги терам на пашу и кад се враќамо слива имаше една до Порту, ама она док не е родила гранке високо, ама кад роди после кад натежне, дете, ја не разбирам, да проđеш, ко бил гранке ме собере, ја сед, ко било отиде. И што се детиња А работи? мајка што е работала? Она била домаќинка, татко? Татко ми е бил прво матичар у Клечовце, а после дека работа малци у Делован Сојуз и у Фитор. Станица беше мучна, жут конј, ви сте мали, не го памтите. Да. А после тате работеше до пензију у винарски подрум како високо квалификуван винар, многу стручен, идеше на сајмови како дегустатор, можеше да лечи свако вино кое не га биде у почеток, како доктор беше. Иначе татко ми многу убаво поеше, немаше поубав вокал во тај крај од njega и Чичо ми Милош и татко ми поеше после у градски хор, дека пензионерски. Учесник е на Сремски фронт, 2 пута наранјаван, никакви бенефиции не е користија, работаја се. Сега те прашам, дали некад ваш татко каде седнуваја с вас како деца, раскажуваја ви случаи од други светски рат, како е било рат, што е било? Да. Татко ми е ранјаван и татко ми до крај на живот имаше парче од панталоне на многу дебело месо, куде е измеѓу коско и дебело месо, како е метак прошија. И он многу ga, понекад знаеше да ga једа, да ga сврти, да ga чеше. Еден метак му е прошен негде околу палац и он е, не е да ga пипнемо за тај палац. Кад ми како деца си играмо, ga пипнеш, он рипне. Едино се за тој љути, иначе би е многу добар понарав. Mi smo mu izrasnale na kolena, na ramena, sve uspesmo. Втората светска војна, најинтересантни су ми на мене, прво, кога бил на Сремски фронт, негде у Ѓаково е ранен и тамо е бил у некој болницу партизанску. Имале су ситуацију кад су раненици били све кревет на кревет, германци упаднале од врат и почнале да оверавам по кревет. Ама у тој, мој татко имае среќу, партизани навалиле овие наши веќе регуларни единици, тоа е 16-та македонска ударна бригада. Да. Традиција ги носи 42-га дивизија што беше овдека у Куманово едно време команда. И тако е мој татко остане жив. Проши ga je tatko, moj tatko balkansko spješki. Bio je na čistenje na teren na Karadak. Taj dan. Na dan Božice Banjaje u Preševo na Pšešu. Čuli od Klečevca дека бригадата е туја негде и не може да дојде сви, дојде по некој, донеси ги през облекло и нешто, лебаците. На Чешко. Много су ги нападале вошки и кажуваја ми, кај ќе фатимо ваковика од Мишко пуне руке. Имали су проблеми исто одма после Сремски фронт, значи веќе ослободување, лежаја у болницу, у Битола војна болница имало, и имало е много стеници. Ја, овој за стеница ја го кажуваю, зашто сек млади генерација не знаат што е тоа. Кумановци ги викамо татабите. И вика како ќе се спасимо од стеница, железни кревети, па конзерва како се добивале, па земна го конзерву празно, напуни го воду и сви ноге 4 у воду и стеници они од пато се скачале. И кога ќе почнат да искача, они сви падат у воду и тако малца нашле мир. И мене ми се десило у центар на Маршал Тито 35, каде сум живела, ластавица, имала gnjezdo и ја во вечер се враќам од Шарши, деца ми мали, се однаја да читам нешто, нас овде лази, помириша, нови стеница. Изводи фолио од цигара да види тате дали е стеница. Тате вика стеница, ако имате gnjezdo од ластавица, одма руши. Кад го сушимо, и мртви птички имаше, и мили од това. И затоа оставljam поруку. Греота е за ластавица, да им рушимо gnjezdo од ластавица, донася стеница. И храни ги мали со стеница, а и доаѓа од јужните крајеви, од афричките крајеви, каде што ги има стеница. И они, колку да е греота, тоа е това. Ја после ми ги уништимо со овие DDT и тако прашкови, али непријатно е, непријатно. Ја во свет белу после на деца и запали светло, кад запали сирица, они така искачат. Да. Мрдне дете, ја брзо сирица, оно нема ништо, така е. Сега,
kad ste rasnale u onaj vaspitan deo tatko i majka, koji je bio postrog, da kaže, vaspitač? Mama. Mama je bila U koji smislu? šica. Pa ja ne sam smjela, na primjer, da zakasnu nikad, ako otidu negdje. Drugo, ako treba nešto da se napravi, tu nema pogovor. Ja ću ga napraviti. Tata je bio neko uvijek ko mek. A mama je bila mnogo emotivna, ali je imala autoritet, neko je držala je to i god strava u sredinu, znajte. Dojdeš u jednu sredinu po golemu, ne je lako ni roditelj da bideš u tako, moraš da vodiš smetku za deca, ali smo imali sreću li, Gospod mi ne opravije što smo, ete, pored Nikolu advokata smo živele, baba Jule njegova, majka na Laleta, oni puno deca, Miki, Lale, Čedo, Danče, Rada, jedna najstara tu u Beograd beže. Isto ne, dok soberao se naveče, dojde baba Jule na prozor, na mamu, ovdje voli, imaš li leb malce da mi dadaš? A moja majka malce kao sramgu, pa znaš, moj leb mesen, sad mesen leb je, i ona mora daj kakav imaš, vika. Pa posle Lale bi nam mnogo uspešan biznismen, vi ste verovatno, vi ste se poznavali, imali ste... Ne sam imala toliko kontakt sa Danče, da sestru mu, sa Čedu kako novinara neko vreme smo imali kontakt, a Danče mi je pomogala mnogo za stipendiju. Ona работеше, tad beše zavod za školstvo i ministarska područna jedinica, ona работеше u opštinu i u prvu godinu na fakultetu ja, već drugi semestar dobi stipendiju od opštine. Ajde sad, ne vem, mi se u priliku ti pokažemo jednu sliku, ovo je dole, ti će kažeš, ovo je pozadi neki džip. E pa to je džip na Evo ga Stopanstvo fotografije. Klečac. To je moja sestra Čiču Bogica, na mojega Čiču Miloša Kjerka. Inače, možda ga znajete, sin mu je Toni Angelovski Pele, tehničko učija mnogo, golem partizanovac u Rajku kući sedi. Izgoren partizanovac. Njegova majka, ima nesreću, mlada mu žena, umre i na njega i na brata. I tamo u Praške smo išli za nadnicu da raboti. To na sliku vi ste tako li? Ne, ovo je sestra moja A Čiču. sestra, dobro. Ja sam rabotala u Ljubodrak na Praske. Posle 8. odelenije, Marga profesorka po germanski, pokojna Tonka Demirkova Nastanka, modernovska žena. Čekaj, izvini, Tonka, ne li više zubarka ona? Stomatolog beše, da. Stomatolog, da. Ubavi beše. I ona odamna počina? Odavna, pa i brat i ona. Pa Marica na doktora Jovčevskoga, na Miku Uvceta ćerka, ona mi je drugarka do 8. odelenije. I što smo rabotali smo u Ljubodrak na Praske, za dnevnicu. I mnogo je, mi smo, Tutan ne vozi s kamion, Tutan je bio jedan poseban lik, će ne istrese sve, on si vozi kako kompiri da voze, ne deca. Ali bilo je živet, Lile Mitić, Mitevska ruski predavač. Da, toga nije imalo, prosto ga nije imalo taksi, nije imalo ništa. Ma kako taksi? Niti pa autobus je imalo. Ne, pa prema vreme to, ali mi smo bile sretni. Evo vdeka mi imamo puno fotografija od tvoj rodni kraj Klečovce, do sad ne smo imali priliku da prezentiramo. Pa znate što imam tu jedna slika? Evo, sad će počnemo od ovu sliku. Iz jednoga Turčina imam sliku ja, koja je došla u selo, evo od Klečovce nošnjata. Evo noša Ova slika Klečovce. je, to je moja sestra Čiču. I ovdeka ona pa. Otak su se njegovale tradicija sa snošnje. U Klečovcu od uvek kad imalo svadbe, išle su da kani u nošnju sa skondiri, to je bilo, baš mislim, svečani momenti su bili. Evo je ovo je. I to je slika isto. Pa to su sve uglavnom pokraj Klečovsku reku negdje slikani. I to je taj nošnja. Tkale su, znate što, u Klečovce se sadil pamuk, konoplje, ln, afion, oriz. Vi ovdeka ne znajete oriz kako izgleda kad se sadi, kako se seje se. Pamuk zarobi njivu do Novog godina, sneg fat. Da. Pa kad gi sjećam gi tije šišarke, donesu gi doma pokraj špore da se otvori. Evo, ovo su mi braća od Čiču. Evo je pišuje 64. 64. Oni su još mogu dušu Svadba neko je pišuje vdek. završila. Pišuje svadba pozadi. Pa na nekoju svadbu su deceta slikani. Oni kako pomali su slikani na nekoju svadbu tu. Evo, ove slike treba da ih pokažemo svite. Mnogo je važno da Klečovce, ja imam mnogo ubavi sjećavanja na Klečovce. Prvo, Klečovce je bila jedna, da, to je familijarna slika. Koje ste ovdje Majka slika? mi, evo ga tatko mi, evo ga Čičo mi najmal Živko, evo ga Čičo mi Miloš,
Evo mi ga brat od Čiču. Ovo je na strinu mi majka, baba Pinka čuvena u Klečovce, njen unuk беше u Klečovsко стопанство Санде. Ćerke mu drži sakovija, butici drži, Trajkovska Nada, profesorka беше u tehničku školu. Dobro. Zna žena na njega. Interesantno, mislim, interesantan stil na oblačanje bi je, evo, gdje. I pa tkale su naši. Da. Naši su tkale. Evo pa je ovo mušno. četvrto isto. I to je sa Šamije, su bile naši stari sa Šamije. Da. Kako je izgledala jedna svadba u selu Klečovce kad se je U pravila? Klečovce u principu svadba, ja kako mala mnogo ne sam bila, ali ide se u prsten od večer. Prstenđije su najbliska rodnina koji se kanuju, ne može svakdje ide. Da. Ide se od večer i sa baleto dovađa prvo sa skonji. A berđije oni da javi deka ide, nakiteni konji, njima gi daruje pletene čarape do kolenicu, tak čarape vunene. I posle se doveduje snaška, izveduje se ti običaj sa sito, da se dade muško detence, da se pretvrdi sito preko krov. Da. Tradicionalna pravoslavna. Ako smo tursko selo, od Turci su naše majke naučile da veze belvez, da pravi baklave, da pravi tatlije, jer oni su bili Neki znam podaci, ne sam istražuvaja. Za Klečovce. Da, istorijski podaci što vi dali od koji vijek je Klečovce nastanao? Stara naselba Klečovce je od tursko vreme, ali tačno period nastanovanja neću da tvrdim. Ali je bitno mnogo odavne. Mnogo davno vikalo se Čauščoj, Da. a dugo vreme je bilo i opština posle, golema naselbena. Klečovci i sada puno, ne je ispraznuto, za razliku od uvije stala podalač. I džamija imaše, džamija ušli smo negde tu period, negde na 54. 5. godinu, ali ja mislim da ne je smetala ta džamija, ali dobro se naiše neko talas takav aktuelan, to je već ne naša rabota. Evo ovdje imamo neku sliku, ovo je Volkswagen star. To je Volkswagen buba na mojega brata, moj brat Tome Lisica, moja majka, moj tatko, ovo je tatko mi, to mi je zeto sestru, i dvata brata na tatka mi. Tatko mi ima dva rođeni brata od istu majku i jednoga prirodenog od maćega. Tatko mi bija 2 godine kad mu umrela majka, pa maćeha gi je čuvala kako da gi je rodila. Drug moral je bil, ljudi su bili drugačiji i nas ne čuvala svi. Evo za brata ti spomnamo, on koje godište brat ti bija? 43. Evo kad je bija, Šamnicević Irak. Evo da vidio naši gledači kako je bilo u te vreme u To fabriku. je bilo pravo usmereno obrazovanje. Ide se u školu, ide se u fabriku, nosi se lenjirte, tehničko crtanje, nacrti, sve su. Srednja škola, a znanja su dobivali u fabriku, dobivali su učeničku platu, kako su ga čiračku, pa posle kalfa, i su bile vrstni majstori. Više nemamo majstori. Nemamo majstori. Dualno obrazovanje je mnogo važno. Nešto tehničko učilište i svega ima nekoj mnogo ljubavi raboti, zato što ima svoja robotilnica i ima dobar kadar. Ne da je to moja škola, nego stvarno jedino što može da proizvede dobri zanatlije. Evo ovu sliku da ga pokažemo. Ovo su sve, ovdje kad gledamo one standardne, one točkove u to vreme. Ček da vidimo. A su to, ovo su moji braća od Čiču, od tri Čičovci braća, bratučedi što vikam, mi Kumanovci vikamo braća od Čiču. Tako je bilo i privilegija da imaš i točak u to vreme. Pa, interesantno to je. U Klečovcu je imalo mnogo napredni nastavnici. Jedan tako markantan lik je Karlovski Aleksandar, inače moj kolega Fap, posle zajedno studirali smo, i kumovi bi nasva u familiji. Pa beše učitelj Slavko Milovanovski, žena mu Mira, jedni od tako poznačajni likovi, pa Elenko, oni pokašno posle mene dedesa, a u moje vreme najvažniji su bile Vaci i Marika Avramovski na tanju roditelji. Oni su se saživele sa sela, oni su bile kako členovi na semejstva, ali Vaci je bio autoritet. Svi te deci kinemo, zamrzne, će se lizgamo, mi smo tako vikali, će se pužgamo. Ali ako Vaci si zeme, štapči i šetan. Zdimuska, džilik se igra,
летоска по стоку. Он ја увек и Маја обзири куде су негови деца да знае и он. Мислим, многу... И у тоа време проистрок е многу снег имало. Тие години кога се раснала снег по метар, метар и пол имало. Ако не па направив, изринев родители у двор Путинку да направим, не се видимо да проваѓаме. Тоа снегови биле. Еве, што збориме дека стока Клечевско стопанство беше едно време многу добро. Отворија фарма, сега не знам дали фармата у Речица што беше после на Зик е постара или не, то не може да ви излажам, али па е ово нешто после 54 годину. Чичо ми, пошто беше како ветеринарски помошник, мој Чичо штровеше, скопеше, стерилизација вршеше на свиње у свите овие села. И Јачинце, и до Везенце, и до Белјаковце горе, Новоселјане, Скачковце, Зубовце, до Шупни камен. И многу е бија, да кажу, авторитативан и многу вреден и поштен. И он испратисва го у Германiju да усаврши за креварство. А кој се дека на слику? Ти не ги знаеш што се... Овие други не ги знам, а овдека е Чичо ми, овдека е прв. Добро. Чичо ми, мој Милош, пошто он беше и кувар таму. Да, тој е... Он за свега биваше, и јашчија на свадба. Знаете што е јашчија на свадба? Не. Кога се прави свадба, тие што ќе вари у казан, варило се, не сме имали ексклузиви, Да. други објекти да идемо Него таму. туриш на Казан и правиш. Ali je bio majstor, tata, mata. Ali ne privađa tamo pored Kazan bilo koja. Еве сте една убава слика, ово е веројатно некоја свадба. Ovo je slika od svadbu na mojega bratучеда Ацета, кој заврши работен век како шеф на ресторан у Железару у Скопје. Аха. А снајка ми е од Романовце, на чуеного Золета железничара. Овој ми е Чичо на татка ми брат од тетку. Ово ми е брат од Чичу, негов роđен брат од најсторога Чичу. Ово е од Чичу ми Милоша син и ќерка, и ово е моја мала сестричка. Лепа, која живи у Краљево. Njен sin je muzičar. Она још увек се живи у Краљево. У Краљево се живи, има му. Видувате ли се с ним после? Ja, svaku godinu idu pa porano po 3 meseca, celo leto. Добро, еве нова фотографија. Ово се све убави. Нова фотографија овдека е претежно фамилија на мојега Чичу Милоша. Еве ми га Чичо Милош, одборник. Еве ми го се негова ќерка. Еве ми го Стринка, еве ми га најстар братучет Моме Лисица у Рајкову куќу. И он у ветеринарно работеше како техничар. Учителску школу учи, па не го заврши у тоа време. Требаше мандолина, а сиромаштија не сме могали да купиме мандолина. И работеше како ветеринарски техничар, исто така е познат у овој крај како татка. Еве ова други. Тоа е слика. Мора да ги пројдеме овие се од плесоци во овие слики. Моја сестра од Чичу и брат од најстарога Чичу, најмал брат у Скопје живи. Добро, а дека мако су фототерани, овој оддела. Сак видиш, оваа слика е, ово е некогашен председател на Клечовце, општина, Војко Тупанџија су га викале. Добро. А ово е мој Чичо Милош, сликано на место каде е требало да се направи мост на Криву реку, зашто Клечовце беше одсечен. Друга проваѓа тамо, Добро. па иде Лопарска воденица, па Крива река треба да се пројде, нема мост нигде, да се дојде у Клечовце. Едини мост што се користиле Клечовца ни било на Орашац, па иде покрај брдото, преко поред Чињу, Чиња веќе ту е Чиња, зашто таму се составља Крива и Чиња. И се покрај брег да се дојде до Клечевце. Јас сам иште едну годину, од Чичо ми најстар не води со скушљаци, па ветар дува у лице, само кој грбачки идемо, не може да одимо. Ali nema saobraćaja, neće da nas gazi niko. Еве ова е слика, ова е групна, ова е ше фамилиарна, ова е. Ovo je slika kad iše moj zet Vojo u vojsku, pa tebe ga moj brat, moj tatko, moja majka, moja sestra od Čiću. Ovo je familija na zeta toga tamo mojega, jedan mnogo pošten na Toneta Peleta tatko je toj kad iše u vojsku. Ја вистов дека овој буренце со воду, мислам овој Балонче. балонче, пардон. Балонче с воду, to je moj Čićo sa celu njegovu familiju. Moj Čićo Miloš sa najstar sin, Mome,
ќерка Богица, син Ласто и син Радован. Мој чичо е бија одборник, бие борец за напредак на село. Много популарен Владо доктор Чулиган, еден што кажа лисица легенда Милош. Владо Думац. Да. Владо Доктор. Думац наш. И он е допринеде да се направи мост на Клечовце Браво. и е, да кажу, икона за Клечовце. Затоа што е многу водовод, што напиле капирале со воду некој. Јас ако дам да не сам била, али знам дека е многу зашто, он си до крај што нају Клечовце. И доживе до 93 години и легаја у болницу на заразно, е толку педантен. Моја ќерка работи таму, па ми се јави, па се расплаче, вика, мамо, истија како дедо, вика, материјал што треба за лабораторија, напишаја папирче, многу су биле писма. Па ставија, вика, окупатило, вика, а млади жене стави поред тањир с храна. Ево овде кога гледаме новороденче некој е, Тој е новороденче на мојега брата од Чичу, детенце. Сек не знам баш кој е, затоа што сме голема фамилија, забраво ги ја тие малецки. да. Ево овдека некоја куќа, Тај куќа е у Клечовце, само да виду ја малци, извините. У Клечовце исто децава су сликани. Децава су овие мои братучетчиња, кад су биле мали. Да, Зашто сум ја постара. еве голема фамилија стварно. Задња е сестра моја родена 53, после више сти за треќа генерација. Еве овдека вој пред некој зграду ли, вој пред некој Не, тоа е зграда у Клечовце кој сте биле, тоа е зграда, званично, државна зграда. зграда. Дом, кооперација, па зграда. И туј се пред зграду сликале у Народно ноќно, за прочку се многу смо се облачали. И ја имам слика на прочку што сме сликали, имам и у шалвари, Тоа имам и се нож. чувала таа традиција, прочка, све Да, било и село убаво. Куманово. Да, Ја да. ќе се осврну малци и на тој дом на пионери у Куманово. Да, сега во кој? Според мене убава слика, ти ќе кажеш. Тоа е моја сестра Чичу Богица и мој чиче Столе Добржански, на татка ми од роđenu тетку брат, мајке су ги млади умрели и многу сме поврзани и блиски, он е покојни, возеше, мен дете го возеше у текстил промет. А, мене директор А на... син му работи на царину Ивица Андоновски. Добро, ево прилику да го поздравиме Ивицу. Сега во кој? Значи, доаѓате у Куманово, ти завршуваш основна школа, запишуваш средна школа. Ја доваѓам у Куманово у школу Крстем Сирко и браќа му школа се Кажамо пали. кој ти бил учител? Учител Никола Гаревски, школски другари Круна Стокич, Здравко Димковски, Моме Думановски, Денко што сме Чекај, Здравко, кој е Здравко? Што беше у Силекс? Не, у Не. Шумарска. У Шумарска. А, у Шумарска, син- добро. Нада Велковиќ, они су школски другари од клас, па су у брат. И беше Бранка Ничевска, мисли се смодраци нешто тај фамилија. Перо Гранде, инженер у Шавницеви, од Дејловца, он тако вика Дејловца. Душко Тодоровиќ, професор по физичку гимназија, после у Штипна. Тодоровски Душко, да. Да, од Стрезовци, негов татко и мој татко су заедно били у рад. Чувени педагог Дуле. Дуле, мој другар Лепотан, Убав човек. многу убав. И ми сме биле многу блиски. Не ни идеше цртање, па ја он цел распус цртамо јадни, што ќе правиме. А татко ми су биле другари, и татко му и дедо му се многу поштовали, не ве очуваја дедо и чичо. Сега происто ќе вас мора да ја прашам. Учителка Гаревска би била на вас како друга мајка. Гаревска. У тој време учител и учителка или професор и професорка сте биле како друг родител. Да. И пошто го памтиш учителку Гаревска? Гаревски ќе го памтил највише што беше многу кротак по карактер. Нарав имаше питому. Улагаше у нас, едукативно делуеше многу на нас. И ја сету се некад има некои работе деца, знаете што? Деца врши страшно насилје вршњачко. И сега, ние смо, пошто сам дошла у треće одделение, Перо Гранде, ја, Душко. Малце не шиканира сме. И тако е да некои дечи такви муабети, знаеш, терате да викаш сваки петак урду јадиш, да знам да погрешиш да ме ксеја. Па друго ми смо викале пузгамо се, они се дека лизгам богати. И учителот знаеше да не земе у заштиту многу, али ми баш сме добри, јаки и добри људи би нас. Али Кој ти предаваја тега
у Крстим Црков од 5 до 8. Не, Кочураци беше таму. Не, у У Кочураци. тој зград. Пошто си било 5 до 8, кој ти бија класа? У пето одделение ми беше Олгица Стојковска на Манца. Жена, има синове доктор, чини ми се Манц. Доктор Зоран Манц. Да, негова мајка седеле су, ви не знаете, пазар, каде што е дом на култура сега, тој беше пазар. Добро. Тој кога се улази у пазар, имаше една голема куќа која е срушена, тој живе су. Но беше многу добра и некако ме од тај период мал, често ми даваше, ако треба да искочи, да го заменам. Веројатно сам имала афинитет од сега За тој работа. према тој професију. И тако иде и тој тај генерација цела школа се запали негде 54 према 55 на Нову годину и отидесме у гимназиску зграду и таму остана јас све до 65-ту. Кои се били други професори? Кој ти предаваја физичко? Физичко... Дали ви не ти предаваја? Кој? Дали? Не, дајле у Крстим Сирков, тоа е Кочураци. Аха. Мене ми е предаваја физичко у гимназију Аврам, Свето Аврам, да. а во основну школу беше у интернат после директор Љубе. Ангел Димовски. Љубе. Ангел е предаваја веќе у средњу школу у Перонаков у тоа време. Да. А учила сам у сина му. И Симо моме. па забравила се па Моме се. Спркови, да. Они су на Цицову Весно браќа од Да, роѓаци. Сестре су ги мајки. И други професори у тоа време предавала ми е, ви не знаете, али знаеу старите генерации, професорка по географију беше, вика смо го Јапонка. А нjen муж, професор Георгиев, предаваше историју, вика се на Бобро. Тој беше у тоа време најстроги професор. Али принципијално. Боргов. Бобро. Бобро, аха. Бобро, тој су биле Чуе сам принципијални, за njega. строги професори, али правични. И тој време негде почнасва да доваѓаат многу наши македонци од Егејска Македонија што су 48 после граѓанску војну у Грција, кад су протерани, па сви македонци, деца раселени од Русија, од Ташкент највише ги имаше, фамилија Карамфиловски, Стојани инженер у Шавницеви, брат му Доне, сестра им Флора, медицинска сестра беше, и они зборе со почисто македонски од нас. И сеќам се на еден случај, малото Доне не може да се снајде да се врати, каде су биле сместени, каде што беше Симеон и тој бија мостар некад. И Стојан, кад завршимо ми, треба да си го одведе дома. И ќе го скриемо на час. И оно пуда Стојан одговара на таблу, професорка била многу авторитет, и овој малец кој пут искужляни се, застана пред него и вика: "Учителке, колку му коалте на наш Јане?" Стојана го вика со Карафиловскога Јане. И она го погали по главу и му објасни смо дека не може сам да се отиде дома. Била е строга, али су имале душу. Мале су педагози. И имају си педагошки приступ. Тоа е тоа. Јас сам многу учила од тие стари професори. После у гимназију класа ми е био Аврам малко. Свето Аврам. Свето. Па ми е Кажи био... ми нешто за Свето Аврам, еве, За сега Свето памтим дека Аврамово, бија многу вреден човек на поле на Да. спорт, одговоран. Знаеш што, имамо тој многу широку лепезу. У тоа време не само Аврам, него сви наставници по физичко су могале да примети кои деца зашто има афинитет и да ги усмеруе. Приметил мене Аврам дека ја може да фрлям бомбу, дека може да гаѓам с пушка, дека може да се качуи по јуже, дека може да рипну далј, скок. И пето сме имале с боеве пушки и одведене у Шупникаме имаше логор за предвојничку обуку, тамо тренирамо, војнички живот. Затоа сме биле цврсти, затоа сме се снаваѓале кроз живот. Да, и карактер се гради и све. Да, и туго ја, например, во едно време гимназију. У Куманово се негувала традиција на наши народни херои. Карпошнија, ја имам обичај да коментирам, па гледам пуно лајкови со веру. Куманово е Карпош. Сваку генерација у Куманово изнедруе некога Карпош. И сак изнедруе Карпош. Браво. И идемо на марш. Идемо до Билјачу, не одвезе. Од Билјачу село Себрат, прв гроб на Карпоша, каде е бија. Пешки за Прохопчински, 7 февруари. Спиемо на сламу
и вратиме се назад. 26. февруари, ден на 3. македонско ударна бригада. Построи се бригада на Тумбу, не се споменици овие још. Команданти чуда муке идеше за жење. Зима, ние сме таки имали некој топлинке платнене, веројатно некој кој што наше па Човек клашне. да каже дека тега се стварно од срце ни голова таа традиција, Од срце. а денеска за жал гледамо дека Не све се погази. све се Ти си погази. греши. Народ Не кој е нема, важно. народ кој нема своја прошлост нема ни будуќност. Така е. Без прошлост нема и иднина. Нема, Е, нема. така. Мора да се негира. После пат ќе те прашам, професорке, за тоа, али да ми кажеш кои се ти биле школски другари од гимназија? Гимназија, школски другари су ми доктор Владо Митевски. Ми си га викасмо Фефе. Еден изузетен лик, еден с голем допринос за здравство у Куманово. Еден од, така да кажу, подобри доктори с две специјалности, и општа медицина, и интерно. Еден човек со приступ, татко ми беше негов пациент, он и сркна од сети на татка ми. После тој, наша школска другарка е Станка, сега е секретар на партија на пензионери и на Сдружение на пензионери на републички ниво, на странку на На републички. републички, добро. Наша школска другарка е Стана Кипријановска, жена на бившега градоначалника На Благите Благе Кипријанского. Кипријановскога, едно изузетно створење. Мисли дека попуштен човек у Куманово това нема. Добро. Морален, поштен, чист. После Снежана Миладиновска, она работеше у Скопје у суд. Она е сестра на Злва е на професорку Бебу, на професорку Бубу Кузмановску, сестра, па њој на Злва е она. Аха. Она е у Скопје. Иначе имаше едно време млади кад бесмо љубов со Живка Ефремовскова на професорку Јованку брата. Тоа е таа генерација пред нас што сме. Знаете, увек на помлади би идоли су им постар. И наши другари се Живко покојни Димитриевски физику предаваше и у земјоделска школа и горе у техничко малко. Диме Димитар Доцевски директор на техничку школу. Допред, па има 10 години веќе како е у пензију. Па тој су тако тие Нада Велјковиќ, професорка у хемиску, у земјоделска школу, муж му Здравко Димковски. Има своја едно семејно несреќу. Много су починати, Боце починат. Е сега, како млади, у тоа време, големо задоволство е било и се е чекало момента да се скочи у наше кумановско корзо, у чаршију, да се види одредена симпатија, да се, мако што викаат, израдуе млади луѓе, jer тоа е било све природно и спонтано. Све спонтано и владале су некои много поштени и грижливи односи на постари за нас в тоа време. И ќе кажем и за тоа моја мисла. На Корзо ја, например, матуранци, брат ме отиде 65 у војско. Двојца комшија први, Раде и Боце. Ја на Корзо, ќе пројдем еден круг, ќе ме види еден на 9 сати. Само ќе ме вако дискретно направи. Не смем да пројде друг круг да ме види. Ништо не суми, ништо нема да ми прави. Поштовање. Нина грижа за мене како за комшича. Таман сам прошла с 20 метра, другиот ќе пројде и он само. И толку. Значи тоа е однос. А после кога завршимо гимназија, веќе смо биле зрели, па смо знали да се седиме у Кристал на терасу. Брат ми се седи с негово друштво, јас се седу с мој, он ако си појде пред мене, јас си отиде, чао. Али било е некако све морално. Јас тој морал. Кажу и за маршеви, кад смо ишли, а мора да ги кажу дека. Ице Бабановски, постар од нас. Да го поздравиме Ице Да, Бабановски. ќе го поздравам много да ми е жив и здрав, голем другар, идол на многу помлади Да, од нега. професор. Драги Црни, соло, драги. Драги Драп, Цаце Гуска, доктор. Славчо Алексиевски, Славчо, да. и njega. Мислите како? Ми идемо на марш. Они у нас не видив женски, видив сестри. Никад не се случило нешто, некој неморален чин, да се понаша непријатно, да допаци нешто, да
него едноставно смо као фамилија. Сега да објаснимо како е живеало тој феријално, како да кажу, тој феријално убаво време, како сте го ви доживувале. Тој нема Кумановец кој не кажа дека тоа се најдраги спомени во животот. Најубави спомени, еве зашто. Прво и основно, ја поваѓам од себе. Ја како сиромашно дете со едну плату на татка ми не сам могала да отидам ни во Охрид, ни на планину, ни на екскурзију некој, а преко феријалци сам могала да отидам. Јас сам се бавила со стрелјаштво многу време. Чак имам едно прво место с малокалибарску пушку. И мене су ми испратиле после 8 оделение Стрелјачки сојуз у Охрид месец дана на семинар за инструктор на стрелјаштво. Кад мој татко ќе могла да ми плати мене месец дана у Охрид. Нас су обштествените организации, феријална, извидничка, младинска, воспитувале и су ни дале можност да видимо нешто повише од дома и од Кумана. А главен творац, односно главен мозак, да кажу, на цело ту успешно работу на феријалци е на ФФ-та. На извидници беше. На Владо татко беше на извидници и извидници од Куманово логоруе се у манастир Жицу. Поред манастир Жицу има се многу убави програми. Оно застава се диза, спушта се, постојавање, па како не бе, тоа се организирано. Па не се чуло никад нешто лошо. Па се иде у шуму, одбележуе се знакови да се снаваѓав, да се врати сами. На вештина за опстанак, за живот. И професорките сад на работа, ете, Исус е пешки студ. Драги Црни бие у извидници, многу важна карика, а Ивица бие Бабановски у феријалци. И Голуб. Владо Голуб, да. Он е другар на татка на војско и многу се почитува. Они су у тој време луѓе ишле скромни услови, не е малко како сртија чизме, војно, али су биле многу заљубени у тој феријално дружење и тој некако згасна, снемага, све во време на овие компјутери, на лаптопови, на виртуелни работи. Свак напредак на технологија има и жртве. Сега деца не се дружи, седи заедно дома и сви држи в телефони, седи во ресторан, сви држи в телефони. Феријалниот организатор бие на сви маршеви у Куманово. Феријален сојуз. Феријалци од Куманово сме одмаралиште у Омиш. С Лесковци, заедно, с Лесковчани. Тоа е било живот у Омиш, јас сум 2 години како возрастна, с деца ишле таму, пошто и семејство на мојega мужа од Лесковец, девери ми беше многу активни. Девери ми беше еден професор, див заврши еден е доктор, идеше овој како тренер на доворци, овој како доктор у одморалиште и таму имавме утакмице, па се делесме меѓу нима и наш, а ја па пошто сам на средину. Ќе кажеме дека Дубочица е голема традиција која што живиш во Лесковец и рукомет и овој. Сакам овој да ја прашам, еве ми спомнамо компјутери, лаптопови, сега идемо корак дале, не војевни таму некои вештачки интелигенција, па ово, па оно. Значи ми више нема, човек нема да биде човек, нема ќе биде, како да кажу, робот. Ама жалосно ќе биде ако ни учи вештачка интелигенција деца. Тоа е за мене тоа не е, тоа жив збор, однос на човека према дете, деца мали се врзуе за едукатора, за педагога, и чак и овие малци подугачка приказка, овие деца малци с некои недостатци, сега се учи заедно со останати деца, што не е уреду по мене. Јас сам работала с такви деца, али се биле посебни, с главонеми, средни школи сам работала. Однос на државото бие друг. Jer vi stavite jedno dete zdravo u odelение, jedno dete sa nekoj potrebu posebnu, u odelение kude su svi deca zdravi. Prvo, učitelj nema vreme, nema možnosti da mu posveti onoliko potrebno vreme koliko za njega je poviše potrebno nego za vi. Drugo, detето može da ima nekoj problemi. Deca drugi će počne, imamo čak i slučaj deca i agresivni, ne možeš da znaš. I se ono je još poviše hendikepirano. Mada psiholozi dečji smatra дека тој ќе ги социализира више, дека ќе може. Треба му на njega posebna stručna pomoć. Сега, Треба и повише stručna. ви просто завршувате гимназiju и запишувате факултет. На што се одлучувате на кој факултет идете? Благодарение на овога мојega чичу, 100 лет, на Ивицу тата. Ја кога заврши гимназiju, нормално сакала sam медицину, али и так на медицину не е, мога да се запишем. Сва. Остана за упис у есен, нема се, немка. Овој мој чичо
возеше камион шавало у текстил промет, Добро. даде ми 500 зелени динара у тој време с Тесли, одвеземе у Скопје с тој камионче, поставиме у Скопје, јас се запиша на факултет, историја имаше место, таму се запиша. После да наставам пара да се врати. 360 динара беше индекс и студентска книжка. И благодарение на тој јас се запишам. У почеток немаше ни стан, сместени бесва студенти у бараке, Таталиче, тамо беше филозофски факултет. Тоа е 65-та, после земјотрес. Да, да. Некои тие постари генерации ги испратисва и за Германија, Марга професорка у Германија ги отиде Така е. на, да кажу, испратена од универзитет, размена некоја помош за земјотрес. И тие почетоци беа многу тешки. Моја другарке, Лиле Бурназовска, на Бурназа Славка жена, Виолета Тасевска, она на Евгенију, на Стојанчета, на директор што беше на Виктори сестра и на Живка, Марга Ангеловска, она тој циганско се качи седеше, они сместисва се у студентски дом у бараки, а ја не може. Јас сам илегалчила еден период. Па кад има кревет празан, ја снајду се. После доби кредит, едну годину га само зима, пошто благодарение на Данче, на Никола адвоката ќерку, на Лалета сестра, ја доби стипендију, а после тоа ја се уклучи, одма имаше студентска задруга, преку студентску задругу се уклучи, работале смо, јас сам работала на изложба на книги, куда си продавам книги, правиш фактуре, пакуеш пакети кад треба да се растури изложба. Зграде нове кад се правили, чистили смо. И едну годину веќе 66 ја работа на пумпу горе, бришеше шофер шајбни, али униформа, студент сервис. И благодарна сам на систем и на време, кад е могал и сирома да иде у школа и да заврши. Значи, од наше време, кој е сакал, могал да заврши школа. Само кој има циль и упоран, он стиза до njega. И после ви завршувате факултет и се запослувате прво радно место каде ви е? Моја трагедија почнува. Запослуја се ја голем активиста у младенска организација, у стрелјаштво, у пионерско, још од пионерско. Нема работно место. Отидој у општина на разговор. Мислам дека беше подпредател Риф, да имаше младежко. Луѓе си беше окей, али па знаете, вие не сте социјален случај, маш ви официр. Нема. У тоа време деверни професор беше у средња школа у Лесковац, а беше многу јак, легенда за Лесковац. Вика, сакаш ли да работиш, имаме конкурс. Да, пушти малку. Примисвам. Да ти скочи закон 193-195, не можеш да се наставници у средња школа. Мораш да биде професор. И ја, легна на работа тамо годину и пол, али муж ми остана у Куманово. Јас с деца отиде, деца ми беше мали, што 73 малечката ми беше 2 години, ту е со многу. И у февруари 75 веќе, 73, 74, 75 директор на техничко школа беше Даштевски Драган, на докторку Десанку татко, он ми е бија професор по географија. Јас сум имала тему географија сум многу сакала и некако, како да кажу, мене сме сакале мои професори, валјда што сум била активиста, што сум. И немаше струе горе и он с батерију ми покажува часови колку имам и примисваме социологија да предавам 4-та година матурант. После се уведе марксизам. Марксизам немаше книги да почна да предавам, па мои предавања су биле после подобри од книги што искочи. Ама таку педагошки совет на Македонија беса повише филозофи и ја лично од овој временска дистанца може слободно да кажу и тек сам мислила. Тежак беше марксизам, многу деца изгубисва години и на факултет. Од идеологија направисва предмет наставни, што беше грешка. Тоа беше искрадено од историја, од политичка економија, од филозофија, jer што учества се формациите, производство, производни сили, производни снаги, тоа беше и општество. Така да
И цел живот си Гајата, работала у техничкото у техничку школу и кад се после тоа имаше една акција у Куманово на вработување на кадар, дојде колешка Невена, она у Скопје заврши до пензију, Арсовска, да предава марксизам, зашто стално меѓу, те може само филозофи, те може историчари, те може тоа се менјаше од педагошки совет од Скопје заврши. И ја немаше доволен фонд на часови, отидов у гимназију. В гимназију сам предавала на најдобрите ученици. Колку време си работала во гимназија? Па тоа едну генерацију само, а ишла сам на замену почесно. Имаше биологија и хемија, изборна настава, 3 класа. Тоа су најдобри ученици били од свите школе у Куманово. Просек им бија 5-0. Немаш на кога да дадеш четворка. Тој е син на Владу Митевскога. Драган Митевски. Драган. Ту е една беше Маја Тасиć, не може да ги запамти све деца, тоа су углавном, па 90% су фармацеути, стоматолози или лекари. Вредна генерација. Много добра генерација. Љубиша им беше класен на едни беше професорка по географија. Тоа су биле златни деца. Свак збор пратив што предаваш, а като одговарав, ако малце некој погреши, одма реагира. Професор вика Жаста Вакова, не вика Вакова. Значи страшна генерација кој го носи у срце, кој е стварно. Ми збориме скоро 1 сат, ќе мора да го брзаме разговор. Сега вако е. Дешава се некои кога вас, како што кажасте, турбулентни работи у живот. 94 година се враќате у Лесковац, заради супруга, нормална фамилија и тој па почињам нови, да кажу, изазови у ваш живот. Страшно. Страшно. 90-ти години за мене су многу трагични и за цело моје семејство. Прво муж ми како активно војно лице, како подполковник отиде таму куде што мора. Куде му се паднало распадот. Отиде негде у Плашки. Ја први пат, ја професор срамота што збору, не може да се сету куде е Плашки. Отвору карту на работу, пошто карту користу за работу, најдува Плашки, таму по Завелебит. И Од таму ли е ваш супруг? мој супруг таму, не, он е од Лесковец. Од Лесковец. Он е од Лесковец, логично спомни у Лесковец. И у времето баш на тој распадот на земјето, што е за мене многу трагичен, прво земја кој сме си му сви сакале, ја, мој муж на ратиште ми спремамо свадба на помала ќерка. Помала ќерка свадба е била на Ден Великден на 26 април 92 година. Пола наши пријатели блиски раселени, моја фамилија овде останува, свадба се прави у ту атмосфера. Али беше многу убава свадба. После свадба ја станга веќе испразни. Има смо нов стан во Стопанску банку, тројпособан, и не смо планирале да се селиме. Мој муж сега се кај Куманово, како роден Кумановац беше он. И ми отплатувавме поголему рату да го отплатиме побрзо, меѓутоа тој ни све пропадна. Отидесме у Лесковац под кирију, немашмо нигде стан, 50 години, на улицу с 2 факултетски дипломе. Нема мерке, нема кантар у живот. Па после добисмо тамо стан. Деца една ми е родена у Куманово, една у Лесковац, тај што е у Лесковац тамо е, овај што е у Куманово родено овдека одадено, добро живи. Фала Богу, блиски су си многу, деца су им блиски, ако има граница. Најтежок период во мојот живот ми е бија што сум путувала од 92 3 до октомври 94 свак викенд за Лесковац. Граница се испоставljаше по 6 сата сум стојала на граница. Па многу често ќе не симне, па автобус ќе го врати због бензин, због нафту. Да не се шверцуе. И на границу като станемо не знаеш на кој страну, немаш телефон, немаш мобилен телефон, на кој страну ќе идеш. Што ако пројде некој да те земе, он ти тражи дали динари, дали денари, дали динари не ги тражи, се така беше голема инфлација. И сега там. ти повише путуеш, си повише на Мано Лесковац, у Куманово, идеш, ти си Кумановска Лесковчанка. Да, јас сум Кумановка тврда, без обзира што Лесковац си ga сакам. Фамилија на мужа ми е многу фина, многу фини односи имаме, деца су многу блиски, с еден девер Се планираш дел остатък од живот да го проведеш у Лесковац? Па така ќе биде, али не ми е нешто мене и татко ми ме прашуваја кад сам била млада,
като ти доде вест треќу да работи таму, 73-ќу, вика како се навикава, знаеш, викам тате, па като скоча на неја мост, неко мило ми кад погледам. Овдек се ќе сакам пешки да иду, sve ми мило што погледам. Така да немам проблем, менталитетски сум слични, прифатена сум добро. Да. И тамо сум работала малце, била сум си активна у партии овде и тамо. Овдек Ево сум. дека слика овој, Тоа е моја сестра, зет и нина унука у Краљево што живи. у Краљево, да. Ти Многу што идеш убаво у Краљево, да. Моја сестра многу убав глас има. Ево и Син ова му е слика. хармоникар. Туј су ми мајка, татко и сестра ми. Да. Ево и овој, веројатно фамилиарна цела. Фамилиарно у Клечовце ово, исто, у Клечовце. Ту е мој братанац Бобан, еве га Лисица. Да. И на Чичо ми семејството поширок круг на фамилија. Братучеди ми овој у Железару што работеше. Многу смо ми поврзани се. Многу Што смо те кажемо дека имаш две керки, кажа една е у Лесковац, една тој живи у Куманово наша. имам. Али за вашу керку, ево во прилику мора да кажемо едну стварно битну работу. Кад почнаа Несреќа. овој зло, да ја го викам овој корона, ваша керка е била прва на браник на И ден медицинска денес. сестра, И ден кога се денес. лечиле људи, и она ги ја примала тие први људи, никој ништо не ја знае за корону, и она на некој начин е фактички била прва заразена у Куманово, што е било стварно многу тешко. А ја прочита на Кумановски муабети. Ја прочита на Кумановски муабети во Куманово, умрела, прочинала жена. И фала на вашу керку што ете многу људи ги е да. спасила на некој начин, лечила ги е. Многу се е жртвувала, многу Да. е професионална, не дека е моја, целото оделение су многу професионални, цел персонал. многу убав колектив су, многу убаво се слаже. И у тој време свите бесмо плашени, ја нормално беше успаничена и кажуе ми, она не крие, али ја прво не знаеше дека моја ќерка. И она вика, мамо, да знаеш, ќе чуеш, јас сум прашала. Проведе колку проведе у болницу и тега од тој страх, пошто беше прв случај и два доктора, градоначалник у тоа време, Максо наш е за сходно, покрај сви обрске, да му се јави по телефон и да го праша дали нешто му е потребно. А зет ми не беше у земји моментално, требаше да стигне. И он каде доше на граница од ме мора да иде у карантин. И деца дома. Меѓутоа голема фамилија, су имав добри пријатели, не е имало потреба ништо да ми се помогне. Најблиски што су на зета ми зет, до насада су стално до врата, намирници, све што треба. Просто ќе мора да ја Сак е прашам. добро. Керка ви е, да кажу, да потребува еден израз, можда не е соодветен, голгото ја преживела на тоа инфективно с масу луѓе заразени од корону. Што ти е кажувала? За жал, пуно луѓе су умреле и на руке. Многу тешко е преживувала сваку смртни случај у мене, каде дојде како утепана е. Многу тешко И се у тие живела. скафандери, тие маски. Скафандери су биле многу тешки, многу се плашила за сви. За мене се плашила, мамо, нема ни да диеш без маску, мамо, ово, мамо, но фала Богу, ја добро одолевам. И многу е намучена, мислим дека и здравството не ни е адекватно почитувано и наградено. Уопште не е наградено. Не е наградено и тај ковид болница кога го направи свето, се падна на нин терет. И јас сега, пошто сам у тоа време у Лесковац, право споредно, пошто има многу од фамилија, блиски, лекари и сестри у Лесковац, тамо се организирасва тимови. Дали е интерниста, дали е хирург, дали е од некој друга област, кожни или нервни, не е важно, они бесва тимови. А овдека цел терет падна на зараст. Нека не ми замери моje сознание, гледам колку моите Али ете, тие луѓе на некој начин су херои, затоа не што су испоштувани не су од испоштувани систем, уопште. од држава, од своју земју. Они су и натаму. Али они су имале па хумано мислите кои се били васпитани да помагаат да ги лечат Знаете луѓе. што? Тоа су генерации кои су с љубов отишли у ту струку. Моја ќерка е с љубов отишла. Значи не е натерана, моја ќерка не е морала тој да учи. Али сакала си, од малецка си играла со луѓе, куде ги боцките, кој едноставно хумана е, такав човек. Ете, за жал и овај корона бише Она полагусне остави мое. последице доста. Да, кога пуно луѓе ќе остави многу Ја последице. имам 3 девојки, унуке, Нек су живи и здрави, да ги спомнем овој прилику. имам 2 унука и параунуку и параунук. Е,
Моја прва унука е у Лесковац, Андријана Драшковиќ. Она не може да гледа овој телевизија, али ќе имамо Не, ќе го има на YouTube, ќе си го гледа Ќе си го бабу. гледа на YouTube. Ќе го гледа бабу, да. Моја друга поред унука е Сандра Миленковска, на Драгано и на Маријана ќерка, на Папсана. Да. Ја имам две ќерке, па ми се роди унука прва, па ми се роди од другу ќерку друга унука. Па ми се роди треќа унука од постару ќерку Александра Драшковиќ, на кој спремамо свадбу на 8 јуни, живи у Белград, у IT струкуе. Браво. Па ми се роди Никола прво унуче од другу генерацију мушко. Никола ми е заврши финки, работи, многу добар лик, без пороци. И најмалото ми е Глигор, има 21 години, студира финки, исто без пороци, деца добри, послушни, мушки. Па најстара унука ме обрадува пред 3 години с пара унуку Наđа, која ми многу се фалиам дека, Тоа е најголемо богатство. а унука од Драгану ќерка Сандра ме обрадува с еднога принца Јан. Нешто живи, здрави, годину свите. мај да славимо, ова кој ме све Е, држи. сега просто ќе доваѓаме до оно е Тоа е клучно. богатство моја, све проваѓа друго. Ви сте цел живот педагог, кажамо ми какво време живимо. Една ваша лична порука до млади генерации, сега друг систем на живот, други вредности. Сега се гледа млади луѓе се за жал не сви преокупирани како да дојдат до богатство и свако време се носи свое бреме, али од ваш аспект еден savjet за млади генерации. Многу е тешката порука. Нормално е дека ја нема да мисли како мои деца. Још помалку како нини деца, али овој начин на живот, мислим дека треба некои норме морални, минимални да се почитуват. Прво, мислим дека не им добро носи на младите што проводи ноќи, будни по разни врсти ресторани, дискотеке и не знам какви кафичи таму. Мислим, тој не може да донесе добро. И мислим, ако су ангажирани во некои, прво ако су вработени, ако су работно способни вработени, они нема да може да седи цел ноќ у кафич, него ќе иде да легне, па се мала да стане за работа. Друго, многу су ни затаиле обштествените, ние ги викавме организации, обштествениот живот, обштественото ангажирање на младите. Младите треба како оно време да се ангажираат уште од пионерски беме, за да бидат поспособни. Многу лошо влијаат и односите во семејството, посесивни мајки, многу ги осакатуја своји деца. Не им мисли добро. За да ги заштити во сваку ситуација, све ќе направи мајка. Има многу вулгарни изрази, И комановски. се се дешава да дете биде мирно, ево ти телефон, седи Мали 3 деца сата. ги упропастуев со тоа што им дадев телефон да би мајка могала на мир да пие кафу, да И води да разговор. гледа Фейсбук и- Али тие деца, мислим такви деца, су изложени на еден голем ризик од аутистички. На дете, на мало дете му треба жив збор, љубов, да го играш, да го гицкаш, да му збориш, да му Да правиш искочи навор да игра топку. таш и тана на одмалецко, па после да му поеш песничке. Да. Јас ми се смејам, ми се пуш. Зајко, колко рајко, знаеш колко е ритам добар? Или ми и онај стани попадио ручак да направиш, чорали си попи, он поп, браду, трс. Деца тие гестикулации ги регистрирам. Треба нешто живо, живо. И анимираните филмови сек за деца не су по мене адекватни. Овие с пилиња су добри. Има едно пиле жуто, перо му е жуто. И тие некој просто има ќе имamo слонче, сега- слонче, али не су тие цртани толку едукативни како су били викастани деца. Е сега има и еден друг и завршиме овој разговор. Уште еден друг опасен феномен. Генерации како доваѓаат све су по-дебели, Па не. деформитети на кичму на овој и Јас тој напред држава, а Јас слушамо сак сви дека збори по овој треба, оној треба, меѓутоа треба да имамо ми некој другу визија за тој работу да деца не бидат здрави и Знаеш што, напредни. прво начин на исхрана и брза храна су голема штета за млади организми. Друго, наши деца не су активни, физички.
физички активни. И ја ти викам пред малку, ако сакаш во овие времења, ако сакаш дете да тренира кошарку, ти мораш да платиш. Ако сакаш да ти тренира рукомет, мора да платиш. И ако дете се покаже добро и се засака кошарку, например, кога ќе дојде некоја значајна утакмица, тренерите под притисак на материјално, на спонзора дете ќе стави кој не тренира можда или послабо, нема афинитет. Не сме сви исти. Јас сам била за стрелјаштво, некој бил за рукомет, некој за наши рукометашци кумановски го прославиле Куманово, наши кошаркаши. И оно после изгуби волју више, а и родител нема пара, брат. И тоа многу влијае. И кад играв деца кошарку, моја школа, меѓу школе, мој град, тој е мој град, тоа се мои деца. Јас што викам, Чедо Черчил, Чедо Говедо, тој, Јасмина Голубовиќ, Радица на Дашту, што беше, да не ги брои сега, Верка Богоевска, тоа се генерација. Воданка, све, цела Ма како генерација. не, Сунчица Антевска. Цела генерација перфектна. Тоа се мои деца, гинем, брако, треба за тегам за нив. А след наши деца иде вдиви се, немам предрасуди. Јас сум космополита победил. Ќе иду сега за некои купени играчи од кој знае куде да идат да степам наши деца. Не иде тоа. Не ми е добро тоа. Не одобравам така. Просто ке фала ти што За беше пионерски гостинка. дом, морам да кажам малце извини. Ајде. Пионерски дом у Куманово беше еден од најбољи катчиња у Македонија, на најмали. Ревно што работеше и го посвети животот на децата од Куманово Виолета Делов. За жал еден таков педагог ми замина многу рано. Тоа е моја најблиска другарка. Многу ми е тешко кога ќе поминам покрај пионерски дом, во кој 10 години работе волонтерски квиз, колку го познавам нашиот град. А сега пионерски е Нема ни руина. врата, Руина. руина, а кога имаше тие квизови или настап на фолклорната секција, врата не можесме да ги задржиме од посетеност, од колку сакаа луѓе да присутуват. И мислам дека Куманово треба да најде за сходно некоја образовна и детска установа да добие име на Виолета Делов. Тоа е моја порака за Куманово, предлог, да. затоа што е многу време положила на И тоа. дала е пуно за Куманово. Многу е дала и жениве пензионерки што се поети, многу го работат. Има Сдружение Магдалена Антева и тоа е заслужено, мислам Магдалена е наша. Да. Виолета ги увела во тој свет, да не кажем. Виолета е била права кумановка, посветена на свој град како ја. Јас сум кумановка, тврда кумановка и останувам Куманово. Мене ми е Куманово во душу, у срце. Јас сум тамо физички, али овде сум с душу. Фала ви происоќе, па ќе дојдеме у Лесковаc нека да пиемо кафе се Важи, видимо. важи, може да дојдем. Ќе дојдеме на Лесковачку роштилијаду, ја и камерман. Може. Поздрав, јас сум, значи, за Куманово. Ви сте за Куманово. За наше Куманово, за моје Куманово. Фала ви происоќе. Кумановци су, кажави ја, тврд камен. Кумановци сваку годину Куманово се изнедруе по некој карпош, Куманово е карпош. Фала ви пуно. И да се негува заедништвото, да порачувам на млади, да не разликуваат луѓе по вера, по нација, по определување, него само луѓе и не луѓе. За жал, време дошло такво да има и не луѓе меѓу нас. Фала ви пуно. Еве, тој беше овај убав разговор с професорку Спаско Младеновиќ. Посекувам ви се најбоље и пријатно вечер.